Во срцето на Малешевијата се наоѓа убавото село Русиново, а токму празникот Илинден е ден кога во село Русиново доаѓаат сите кои што имаат потекло оттаму, па и нашинците кои живеат и работат во земјите кои што се во туѓина. А нешто повеќе за оваа убава традиција која негуваат жителите од Русиново илинденско видение Вршник дознаваме во следниве минути низ разговорот во кој што ќе слушнеме што е она што во ова село секоја година ги собира сите кои што се оттаму. Еве во пресред на годинашнава илинденска средба, односно илинденско видување Вршник, веќе се во тек подготовките за овој настан. Може ли да ни кажете најпрво нешто повеќе за самото село Русиново? Вака, село Русиново е во подножијата на планината Петлец. Тоа се наоѓа во Берска општина, најголемо село во Малешевијата. Селото Русиново има големи традиции, така да илинденските денови многу ние славиме, а селска слава, како селска слава на Русиново Света Тројца. Истите средби и на Света Тројца се одржаваат исто како и илинденските средби што се. Од кога се негува таа традиција да се одбележува празникот Илинден во Русиново? Празникот Илинден се одбележува во селото Русиново уште пред 70-те години. И од тогаш до 90-те години тука се редовно одржаваше таа традиција, а после 90-те години тоа некако заостана, ама за прв пат почна во 2009 година со помош на општина Берово, заедно со населението од село Русиново, тоа го обновивме. А после вече од 2003-та редовно 2023-та редовно почнавме да го славиме Илинден како традиција секоја година. Зошто се одбележува Илинден? Илинден се одбележува за тоа што имаме двојца илинденци, тоа е Никола Петров Русински, кој се исто е тука од селото Русиново, роден во селото Русиново, и Дамен Груев, кој е роден во селото Смилево, а загинува во селото Русиново, ствари не во селото Русиново, него во подножието на планината Петлец. И Русиново како село и братимењето со Смилево станува поради Дамен Груев. Тука загинува исто и Атанас Качев, Сандо Китанов, заедно со Дамен Груев. Каде точно се случува самата средба и што се ќе има на први и на втори во Русиново? Самата средба се случува во центарот на селото Русиново. Тука ќе има традиционални музички средби, тука ќе има, да речеме, припремање на малешевски јадења од населението на селото. Тука се прават зелник под Вршник, баница под Вршник, бабин зелник, бабина торта и разни други јадења што се готват во Малешевијата. Тоа се специјалитети на малешевските на Малешевијата таму. И клици, и тавче под Вршник. Клиси, ребра, и има, да речем, сокови од дива јагода. Значи, тука кај нас го тоа има многу и тоа е. Сите што ќе бидат таму ќе имат можност да купат, да вкусат, да уживаат во тие деликатеси. Да, точно. А тие комунитарни цели имаме доста доволно спонзори од повечко фирми во Малешевијата и пошироко, а имаме многу донација од наши вработени по Америка, по Европа, кои многу донираат таму. И тука они се секош за секоја прослава тие се таму присутни. Кај нас па и сега се присутни и со нив ние просперираме и одиме надалеку. Каква е посетеноста на ова илинденско видување Вршник? Доаѓа ли многу народ? Посетеноста е ептен голема и се повеќе и повеќе имаме присутни, па и сега исто ги покануваме и кои не са били да видат дека тука има големи прослави. И многу народ е расположен и сакаме сега повеќе и повеќе да биде расположен. Колку време сте председател на организацијскиот одбор? Па значи од 2022 година, веќе тоа се 4 години поред. И
сме вклучени во организацијата за илинденско видување Вршник и продолжуваме на понатаму. Дали од година во година има се поголема посетеност? Од година во година има се повеќе посетеност, повеќе интерес на присутност на гости, помагатели, спонзори и така. Кој ќе биде задолжен за културно-уметничката програма, бидејќи овие денови во Русиново и ќе се игра, и ќе се пее, и ќе се прославува големиот македонски празник Илинден? Да, па значи на први 8 ќе бидат задолжителни Василија Петрова, Дарко Белбиловски, придружувани од групата Малишевски мерак, на втори ќе бидат Спасен Силјановски, Татјана Стефановска, Елена Јовчевска со групата Малишевски мерак исто така. Освен оние што потекнуваат од Русиново и од околината од Малешевијата, дали ви доаѓаат посетители од другите делови на земјава? Па и други ни доаѓаат од други делови на општината ни доаѓаат и селениците што се највеќе вклучени во тој процес, и помагатели, и спонзори за да се одржи овај настан. Јас ви посакувам успешна реализација на овогодинешното илинденско видување Вршник и верувам дека дели од нашата екипа ќе биде таму за да ја доживее таа убава атмосфера. Па ве покануваме да дојдете и да присуствувате, да видите и да се уверите дека ќе биде секако што треба.